прв пат после половина век во Македонија се применува асфалтирање во зимски услови на минусни температури и ноќе. Со законски измени се смени формулата за асфалтирање и овој метод се применува во изградбата на автопатската делница од Охрид до Врбјани, во должина од околу 40 километри. Тоа ќе овозможи многу побрзо да се завршуваат градежните зафати, кога е во прашање патната инфраструктура, посебно оваа на која се работи полни 10 години, велат експертите. Има земји што се на север, кај што скоро и да нема лета, имат поубави патишта од нас. Тие проблемот со примена на адитиви. Само да отворите по страниците на овие големите производители на адитиви, еве BASF, Басар германската производителна хемиска индустрија, производител на адитиви, ќе видите колку има адитиви за асфалт кои се применуваат за асфалтирање при ниски температури. Дури велат дека новите адитиви го намалуваат и карбонскиот оттисок, значи се многу поеколошки од што да се асфалтира без адитиви. Македонија во минатото ги следеше иновативните решенија кои се применуваа во светот. За илустрација, пред 25 години со примена на ладна асфалтна смеса беше ревитализиран патниот правец Прилеп Битола, така што за поздравување е примената на нови методи кои ќе овозможат побрза, но и поквалитетна изведба на патиштата, вели професор Вилос. При вчерашниот увид на градежните работи, министерот за транспорт и врски кажа дека со голема мобилизација се реши меѓу другото и проблемот со асфалтирањето, бидејќи повеќе од една година не се асфалтирало заради законски пречки. Тој истакна во каква состојба ја затекнале изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Не во лоша, во никаква, ништо не се работеше. Преку една година немало никакво асфалтирање со образложение дека има технички проблеми. Ние тие технички проблеми за 2 недели ги решивме, направивме многу едноставни измени на законот и со тие измени гледате дека сега се работи. Но кажа дека изговори нема бараме решенија. Јас првиот ден кога станав министер ги повикав сите умови во Македонија кои што знаат да дадат решенија, ги ангажирав сите нив заедно со експерти од странство за да се најдат решенија и решенија се наоѓаат. Инаку делницата од 57 километри почна да се гради во февруари 2014 година, а досега се пробиваа сите зададени рокови. Според проекциите, автопатот Охрид-Кичево треба да биде готов до крајот на 2026. Поголемиот дел од делницата од Охрид до Пресека ќе биде пуштен во употреба пред почетокот на летото.